По години надзор, извештаи и критики, меѓународна потврда. Советот на Европа го укина постмониторингот за Македонија, одлука која премиерот Христијан Мицкоски ја нарече историска и ја спореди со најкрупните моменти од државната историја, оценувајќи ја како силен доказ за демократскиот напредок и стабилноста на институциите. Со оваа одлука Македонија станува единствената земја од Западен Балкан која не е ниту во мониторинг, ниту во постмониторинг, што според владата представува признание за почитувањето на човековите права, слободата на и функционалноста на институциите. Сепак, пораката од премиерот е дека овој резултат не треба да значи запирање, туку дополнителен поттик за понатамошна работа. Тоа е настан кој што е рамо до рамо со денот на прогласување на независност на државата. Затоа што со ова признание од Советот на Европа дека се укинува постмониторингот, Европа признава дека оваа држава е зрела демократија, дека се почитуваат човековите права и дека имаме функционална влада која што се грижи за иднината на оваа држава. Најавите за можен нон-пейпер на Европската Унија, во кој наводно се споменува и модел за членство без глас на земјите кандидати, отвара нови дилеми за иднината на европската интеграција на регионот. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека владата нема да носи заклучоци врз основа на шпекулации и инсистира најпрво да се види дали таков документ воопшто и постои. Да го видиме прво тој нон-пейпер, има некои лидери од регионот кои што тоа го барат, да бидеме искрени, од страна на Европската Унија, да го видиме тој нон-пейпер. Многу пати сме слушале до сега за gradual integration, односно постепено интегрирање, па safeguards од типот заштитни механизми, да речеме Полска 20 години не можеше да користи структурни фондови за земјоделието, па прв пат почна да ги користи 2024-та. Прво да го видиме концептот кој е, па потоа ќе се произнесеме и ќе го кажеме нашиот став. Според него, идејата за постепена интеграција и различни заштитни механизми не се нови во европската пракса, но секој модел мора да се разгледува внимателно и во контекст на крајната цел – полноправно членство. Владата, како што посочува, останува цврсто на таа позиција и покрај компликациите наследени од претходниот период во евроинтегративниот процес. Во тој контекст Мицкоски упати и критики кон поранешната власт, оценувајќи дека направила сериозни отстапки кои денес имаат последици. Сепак пораката од владата е дека пристапот ќе остане конструктивен и насочен кон диалог, без оглед на времето што ќе биде потребно за решение. По потврдата од Советот на Европа дека Македонија е зрела демократија, но и по лидерската средба во јавноста повторно се актуализира темата за техничката влада. Премиерот смета дека моделот е надминат и не придонесува за ефикасност на системот, туку напротив, го забавува носењето одлуки и ја намалува одговорноста. И покрај тоа Мицкоски најавува дека за следните избори ќе ја остави можноста за техничка влада. По тој изборен циклус, како што беше посочено, ваквиот модел повеќе нема да се применува.